Здраво на сите, уште еден видео рекеп и овој пат ќе биде со лос кој го направив во средата и изгубив тотал лос за денот ми беше минус $412. Сега ќе ви ги кажам, кога се навраќам назад на трейдовите, ќе ви кажам сите грешки кои сметам дека ги имам направено, кои работи би можел да ги подобрам, кои биле добрите работи, едноставно берзата не го имала резултатот кој што сум сакал да го има, и ќе поминеме сите работи. Тука горе имате лайв трейдинг. У средата имавме лайв трейдинг заедно со студентите. Ово е скрин рекординг од целиот. Пошто снимам два монитори, ќе го влечам на десно за да може поубаво да го поубаво гледате, за да биде позумирано. Тука имате од левата страна Trader Workstation на Interactive Brokers. Гледате тука daily имам минус 412, ова е на крајот на денот како ги затварам трейдовите. Тука имаме SPY, QQQ, дека што имам направено најголемата грешка. Два трейда имам отворено на Amazon, исто тука имам направено грешка и имам едно мало подобрување што можам да го направам. После тоа имам, ако одиме на десно, имам уште еден трейд на HUD, значи 3 трейда, од кои 3 лоса. И тоа е првата работа за целото видео. Значи, мојата стратегија, мојот риск менеджмент е дека ако имам два последователни загуби у трейдовите, завршувам го денот. Може да гледам чартови или било што, ама никако не отварам повеќе од два трейда ако двата ми завршуваат со лос. Правам рестарт, некојаш дури го скипнам, ќе го прескокнам и наредниот ден, за да ментално се освежам, за да се рефреширам, за да си дојдам на место. Пошто знаете што се случува? Тука имам направен, значи после втори имам отворено и трет трейд и после за малку ќе отворев четврт трейд. Значи за малку беше ми спремно да кликнам buy, ама у последен момент се предомислив и го имам и тоа снимано, го викам на студентите, нема да си дозволам да направам уште една грешка. Така да, обично кога ги прекршам правилата, секојаш резултатот е негативен. Така да, гледам да се држам до два трейда. Ако двата се лосови, нема шанси да отворам трет. Ако е 1-1, може да отворам трет лос. Значи тоа е првата работа. Сега ќе отидам кај моментот. Тука гледате дека нема отворено ни еден трейд. Ќе дојдеме тука до моментот дека ќе отварам трейд на Amazon. Еве го, тука некаде. И сега, што се случува у целата работа? Ако погледнеме Amazon, тука, само да не ми смета. Прво што може да видите. Која ми е целата стратегија тука со Amazon? Целата стратегија ми е break и retest. Тука имаме на pre-market high. А previous day high, односно највисоката точка за претходниот ден, ми е била доле на 209,3 левел. Значи веќе го има надминато тоа и сега секогаш статистички многу добро искачат трейдовите кога прават break и retest на pre-market high и previous day high. Тие две работи што ги објаснувам на Prime Class. Таа е мојата стратегија, значи break и retest. Сега тука што имаме? Тука имаме перфектен break. Имаме исто така и многу добар ретест и дури со намален волуме, може да видите. Значи ово е чарт со по овие се на минута, да, еве го на една минута. Лошата работа е што не сум баш адаптиран на една минута, цело време тргував на две, викам ајде да пробам и на една, окей. Значи малце е поразлично, значи кога би било на 2 минути, би сакал да се случува истото, значи да имаме break, clean, значи тука имаме зелена свеќе што затвара над левело што сакаме. После тоа имаме две одбивања тука точно од левело, значи нема свеќе затворена под pre-market high. И тоа е со опаѓачки волумен. И после тоа имаме буст, гледате, имаме убава зелена свеќе што е над претходната црвена. Важно ми е над претходното боди на црвената. Кога видам дека таков волумен, спремно ми е и правам инстант екзекуција. Сега што се случува
статистички ви викам дека ово е многу добро. Значи овие трейдови имаат некои 70-80% успешност, нели? Секогаш може да се случи fake out, тоа што го викаме, значи да изгледа дека ќе направи break retest, а меѓутоа да падне надолу. Ама у овој случај имаше една грешка која ја увидов, ама ја занемарив. И гледате, кошташе ме на крајот $400 у лос. Секогаш е многу важно кога отвараме на пример лонг позиција, односно за да оде нагоре, у исто време и SPY QQQ да го прават истото. Тука го пикирав Amazon заради тоа што имаше најчист break и retest над левелите, за разлика од другите. Ама проблемот беше у тоа што SPY QQQ го немаа направено нивниот break и retest. Гледате дека имаат кај нив клучен левел тука 660, дека што претходно си има многу пати одбивано и е при market high, наидува на кај тоа. QQQ исто има левел 592, што е клучен левел и исто при market high и на истиот левел. Значи тука имаме зид што мора да го помине. И заради тоа ово ми е цената што ја плаќам за оваа лекција, уствари да се потсетам дека SPY QQQ никој случај не може да бидат занемарени. И сега ја отварам Amazon, затоа што стварно убаво изгледа, перфектно изгледа, меѓутоа QQQ и SPY имат огромна шанса да ги повлечат сите акции надоле ако одбиват од нивните резистанс левели, односно левели на отпор. И сега идеалното сценарио ќе беше SPY QQQ, break retest или да имат веќе волумен над левело, па да искористам можноста нели на добар памп тука да профитирам 20, 30, 40% да ги затворам позицијата. Тоа ќе беше исто така многу добро. Може сега да чекав одбивање и убав волумен. Само да видам дали ми е пуштено. Една секунда. Не сум сигурен дека го уклучив волумено од компјутерот да го слушате, ама окей, ја ќе коментирам сега како пошто секако бевте на лайв тие, а другите го имате лайвове ќе аплодирам на Prime Class, така да можете да го гледате. Ама што се случува? Тука го коментирам тоа од исто како вчера, нели? Може да е fake out, може да попадне. Дека може да е fake надоле. out, може да Ама пропадне. би го земал. И тука зборам за прекирите. Сега, Amazon гледате дека у еден момент мислам дека отиде плюс 11-12%, спомнав дека може да се земе профит заради тоа што SPY QQQ не идат на резистанс. Сега мојот тука профит taking модел е повише на кај 20%, па би продадел тука на пример 2 или 3 од овие 4 контракти и би оставил еден да видам што ќе направи понатаму. Ама да, требаше да не бидам лаком и да се задоволам со 11, поготово кога сванав која грешка сум ја направил, тука дури ја дискутирав на лајво. А гледате дека Amazon многу убаво се изгледа. Значи кога би биле SPY QQQ над нивните левели, тука очекувам дека ќе имаше континуација, односно продолжување барем до 215-216, тука дека е наредниот левел ќе направивме извонредни резултати. Тука сите EMA се поклопуваат над левеле, над VWAP, исто така, значи волумено бута нагоре, ама сега ќе видите како изгледаше. Тука има сега high of day на 203. Дека имаме полека почнува да паѓа, значи 11-12% профит и еве го, почнуваме тука да паѓаме надоле. Гледате право QQQ како почнува да одбива надоле, сега ќе почне и SPY. Веќе тука е минус 18%, стоп лосу ми викам, ако да затворе свеќе, би излезел. Сега, затвори свеќе, не си го послушав. Nvidia чист break and retest. Гледате, тука имаме затворена свеќе. Под мојот левел. Ја реков, ако ми затворе свеќе, ќе дозволам само да го пипне и да затворе свеќе под левел. Тука веќе требаше да излезе. Не го направив тоа. Затоа што реков, викам, ајде да видам после неа каква зелена ќе ми направи. Ама тука е разликата у тоа што го сменив малце стило
од 2 минути чарт на 1 минута, се дефинитивно се враќам на 2 минути, пошто повеќе проблеми ми прави. Вака, паралелно отварам худ, може тоа да го, пошто доста, еве го 21% минус. Обично стоп лосот ми е некаде, не ми е фиксен, ама обично ми е 20% според мојата стратегија, стоп лос. Значи, тука, дури помалку ќе ми беше. Кога ми затвори црвена свеќа, под, готово, тука требаше да излезе. Не ми се свига ова на Амазон. Извинете. Амазон, го спремам, 4 позиции бирам, сел. Бам. Излавам од Амазон. Излавам од Амазон, ама гледате, веќе имам 2 свеќи. Значи тука од 20, може некои 25% да ми отиде минус. Е да видиме на худ. Паралелно што се случува. Худ го прави истиот break and retest, меѓутоа геймплено на мене ми е над pre-market high, yesterday's high. Гледате, што е долен левел. Веќе го има поминато худ и ретестира нов клучен левел. Не ми е на мене тоа стратегијата. Значи, заради причината зашто отварам тука худ искрено е заради тоа што никогаш не ми даде ретест на левелот ја што го сакав. Гледате, има instant pump, у 2 свеќи пробивање горе и се враќа назад. Ова е на 2 минути чарт. Така да, тука шансата за фейкаут е веќе многу поголема заради тоа што има трейдери што имат отворено доле, имат земено тука профит и тука се дешаваат веќе други работи и у момент кога SPY QQQ SPY QQQ се на резистанс, едноставно снемува го волуменот тука да проби. Кај Амазон се одлучи заради тоа што направи чист break and retest над. И сега. Гледате. На худ сум минус 22%. Моментално. Сега тука ми е чартом, морам да го влечам горе-доле. Минус 22%. SMA, заради тоа. Причината зашто сум минус 22% тука е заради тоа што не го чекав добро ретестом, мислев дека ќе ми избега. Значи тука ми е една друга грешка која што имам направено на худ. Значи тука праве брейк сигурен тука праве и пробува да оде нагоре, враќа назад и ја викам, окей, тука ми е шансата ретест на VWAP заради тоа што нема да ми даде никош. Не е поентата ја да го гонам сетапот, туку уствари акцијата, туку акцијата да дојде на мојот сетап. Значи, замислете, подобрата варијанта да беше, еве, ретестира тука, така ли? Окей. Сега покажува волумен, тука би отворил. Тука би отворил. Може не е наидеална ова што има толкава црвена, ама тука ми го пипка левел, тука отварам. И гледајте сега колку ќе беше различна ситуацијата. Значи ќе бев у 10% скоро подобра, 10% подобра позиција. Сваќате ли што сакам да ви кажам? Тоа е тоа. Влезок ќе ми беше на со 10% подобар. Прво, автоматски стоп лосот ќе ми беше помал после тоа, нели? Исто како кај Амазон што ви објаснив. Ако ми затворе свеќа подово, готово излава. Значи гледате оваа пашката, тука дека е, супер, таа ми е отскочната. И сега гледате што се случува. Фейк. Затвара, тука ја требаше да излезе. Еве. Јас сум веќе минус 25% на худ и сега се надевам дека наредната зелена свеќа ќе пробие нагоре. А имам, значи, чисто боди тука што ми е затворено под левел. Значи тоа ви кажав, тука на худ. Прво, тука се, според мојата стратегија, тука треба да отворам, а не горе. Втора работа, фанаме FOMO, тука улезов. Трета работа, стоп лосот не го активирав тука. Неколку правила на куп, гледате колку може да ве коштат. Сега ја ќе бидам тука минус $155 на Robinhood, цената за овие 3 лекции што ви ги кажувам. Така да, како и секоја недела ќе пикирам вакви работи, зависно некоја ќе бидат добри трейдови, некоја ќе бидат лоши трейдови, но поентата ќе ми биде трейдови од кои што можеме сите заедно да научиме нешто повеќе, да ја знаете психологијата позади моите трейдови,
како си ги увидувам грешките, значи ја буквално ово го правам скоро секој ден кога трейдам, значи обично 2-3 пати у неделата. Одлучувам едно да споделам со вас да го видите инсајтот како ја ги анализирам акциите. У исто време гледате SPY QQQ тука, што се случува со нив. Значи тотално пропаѓаат, ја отварам втора лонг позиција на Амазон со фейкаути заради тоа што веќе тука сакам да се врнам. Многу пати го имам кажано. Трейдањето ќе го изваде најдобро, секогаш го вади и најдоброто и најлошото од нас. Секогаш ќе ги изваде особините, карактеристиките на кои што мораме да поработиме за да бидеме добри у него, а автоматски ќе бидеме добри и у другите работи у животот и у односи со луѓе и се. Така да многу интересна професија, ја обожавам, поготово заради вакви работи. Гледајте каква рекеп може да се направи, значи да се навратите назад, да си ги анализирате емоциите, потезите, што кога имате мислено, начинот на кој имате размислувано за целата работа, да си ги увидите грешките и да се подобрите и како трейдер и како човечко битие. Така да, увиди се главните неколку грешки што ги имам направено, што на крајот ви кажавме коштаат $412 лос. Гледаме се во наредното видео. Чао!